Сега наред е рубриката Скопски агол на колешката Елизабета Спасиновска-Дамјановска. Веќе е на локација. Денеска разговара со Сузана Тунева-Паунова. А повод за овој разговор е 21 мај, ден на осамостојувањето на Црвениот крст во Македонија. Бети, добро утро, повели со разговорот. Добро утро. Денеска се вклучуваме од Центарот за едукација за прва помош во Црвениот крст, кој што беше неодамна промовирано, односно пред 2 месеца. Оваа локација избравме како една од најновите активности и ангажмани на Црвениот крст токму по повод нивниот јубилеј, односно денот на осамостојувањето на Црвениот крст како посебно засебно национално друштво, и разговараме со секретарот на Црвениот крст на град Скопје, Сузана Тунева-Паунова. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, Бети. И посебно ми е мило дека денеска сме повторно заедно, заради тоа што 21 мај 1992 година официјално Црвениот крст на Република Македонија беше препознаен од страна на Меѓународниот Црвен крст како засебно национално друштво, кое што нормално мораше да си има свој мандат, своја мисија, преку парламентот да се донесе закон за Црвениот крст, тоа е задолжително за сите држави. Бевме примени како 189-та членка во движењето на Црвениот крст и многу е важно дека тоа си заедно го направивме на Генералното собрание во Женева со представниците на владата на тогашна Република Македонија, која што секако мораше да ги ратификува и подпише Женевските конвенции. Значи во една држава може да има само едно национално друштво и едно обележје. Значи дали ќе се одлучи владата да биде тоа Црвен крст или црвена полумесечина, тоа си зависи од пратениците, од собранието, и кај нас, нели, и ние во претходната држава Југославија бевме Црвен крст на Социјалистичка Република Македонија. По распаѓањето на таа држава останавме како Црвен крст на Република Македонија. Тоа е многу важен сегмент за нас, заради тоа што тука веќе се препознаваат капацитетите на една држава да може заеднички со Црвениот крст да ги реализира сите оние основни фундаментални принципи по кои што работиме како Црвен крст, и ние на некој начин станавме тогаш како советодавно тело на владата во случај на катастрофи, природни катастрофи, катастрофи предизвикани од човекот, и имаме таа улога на советодател, меѓутоа истовремено и сме први партнери на терен заради тоа што сме најголемата хуманитарна организација во државата, која што има мрежа од 34 канцеларии, 7000 волонтери активни, 11.000 членови, и сето тоа зборува навистина за една голема, да кажам, организација која што има свои обврски, меѓутоа и привилегија е да се биде дел од таква организација. Навистина голем јубилеј, односно другата година ќе славите 30 години јубилеј. Се надевам дека ќе олабават малку сите овие мерки околу пандемијата, па ќе може и нели достојно да го прославите, затоа што 30 години не се малку. Ама би ја прашала што е она со што најмногу се гордеете во изминативе 29 години како Црвен крст? Нешто што сметам дека е важно е дека навистина по нашето осамостојување веднаш започна нели распадот на државата претходна, и тука веќе се формиравме како една институција која што мораше да се грижи за бегалците кои што доаѓаа во голем наплив од Босна и Херцеговина, од Хрватска. Тоа беше навистина еден голем предизвик за нас, заради тоа што за прв пат се соочувавме со таков момент, и тоа беше една криза која што за Црвениот крст беше голем предизвик, бидејќи требаше да згрижиме 60.000 луѓе, и тоа беше нешто ново за прв пат, така да тука веќе ги почнавме тие надградби на капацитети за справување со катастрофи предизвикани од човекот, сместување, дистрибуција, хуманитарна помош, психосоцијална поддршка, стандардни оперативни процедури за справување со таков сегмент. Па потоа нели веднаш потоа дојде другата криза со раселените, со косовските бегалци, поради нели се она што ни се случуваше во регионот, па кризата наша домашна 2001. Тоа беше делот на нашиот развој во делот на катастрофи, затоа што тука сме некако најмногу затечени во спасување на човечките судбини и спасување на човечкиот живот. А исто така важно е дека за овие 29 години навистина мислам дека направивме многу во делот на превенцијата, во делот на менаџирањето со волонтерите по
потикнувањето на хуманата димензија кај луѓето, заради тоа што Црвениот крст и покрај тоа што има околу 150 професионалци вработени, сепак ние сме организација која што се базира на волонтеризмот, така е таа замисла уште кога се формирала организацијата на Црвениот крст пред повеќе од 150 години. Волонтерите се движечка сила на оваа организација. Ние сме посебно горди и се надевам дека сега на ова собрание кое што следи, бројката ќе биде многу поголема заради тоа што апдейтот на датата на база на податоци за волонтерите ќе ја направиме после оваа криза која што ни се случи со пандемијата и мислам дека ќе биде многу поголем бројот на луѓето кои што беа дел од нашите активности. Сакам да истакнам и соработката и со медиумите заради тоа што тоа беше нешто многу важно, на многу правичен начин, многу сериозно да се представат проблемите или убавите нешта и сето тоа да потикне една одговорност и ние да се прикажеме како едно социјално одговорно национално друштво, меѓутоа истовремено и средината во која што делуваме да биде социјално одговорно општество, заради тоа што тогаш ние може да зборуваме за една висока свест за поддршка, помош на лица во ризик и развивање на услуги, социјални сервиси во самата држава за да можеме на некој начин да ги намалиме страдањата на луѓето. Така, и сега денеска се наоѓаме, како што најавивме и на почетокот, во Центарот за обука за прва помош, кој што е единствен тука на територијата на град Скопје, меѓутоа и на територијата на цела држава, ако не се лажам. Така, да. Функционирате веќе како единствена локација каде што може да се направат тестирање за прва помош, меѓутоа и да се добие обуката. Така. Тоа е еден нов сегмент во работењето на Црвениот крст, што се опфаќа. Така. Значи, нели, може, како што веќе пред малку кажав, многу може да се зборува, меѓутоа ние сакавме денеска овој ден да го на некој начин промовираме со некоја новина. Таа оваа година и покрај тоа што имавме пандемија и покрај тоа што имавме протоколи и сето тоа мораше да се почитува, го отворивме Центарот за обука по прва помош и ние сме посебно горди дека државата го препозна Црвениот крст како единствена институција која што го има капацитетот на вистина да го подигне нивото за знаењето за првата помош и пандемијата на некој начин не научи дека колку повеќе сме свесни и колку повеќе ја знаеме првата помош, толку полесно можеме да си помогнеме самите себе си, меѓутоа и на другите. Во овој центар за обука најважната носечка, да кажам, активност е обуката во прва помош за идните возачи, кандидатите кои што полагаат тука прва помош, прво добиваат обука и потоа се прави проверка на нивното знаење. Многу е важно да се истакне дека во минато немаме никакви дилеми околу тоа дека имавме некои аномалии, заради тоа што секој на полесен начин сака да помине и да го добие тој сертификат. Целта на Црвениот крст. Дори често пати не доаѓа ни на обука, сака да земат директно диплома. Директно уверението. Значи, сметаме дека не е важен моментот на добивање на тоа парче хартија. Најважно е дека кога ќе добиеш возачка дозвола, треба да бидеш одговорна личност, заради тоа што застанувањето задволенот значи опасност по твојот живот и опасност по животот на другите луѓе, затоа што влегуваме во еден сообраќај, во една ситуација кога мораме да се грижиме за себе си, за луѓето што се во возилото со нас, меѓутоа и за тие кои што се, да кажем, индиректни чесници и директни чесници во сообраќајот. И тука се случува, да кажеме, да имаме чувство на некоја, ние проценивме како Црвен крст и затоа многу притискавме да имаме промени во законот за безбедност за сообраќајот, дека луѓето некако пасивно поминуваат кога ќе се случи некој настан. Значи, поминуваш и како и обичен пешак, како некој падне, му се слоши, добие колапс, слично. Значи, ние не треба да го одминеме, едноставно треба да ги знаеме тие основни 4 чекори, да го обезбедиме местото, да ја повикаме брзата помош, да му помогнеме на човекот, нели, да не се задуши, да го свртиме на странична положба, ако има крварење да се сопре. Тоа се неколку работи што секој човек може да ги научи. Не треба да си медицинско лице за да го научиш тоа. Првата помош е вештина. Првата помош не е поврзана со образованието на лекари, медицински сестри и слично. Таа лесно може да се научи. Ние во нашата организација имаме 40 животоспасувачи или парамедици, тој збор се уште не го користиме во Македонија. Тоа се луѓе кои што навистина не се со медицински бекграунд, меѓутоа толку добро ја владеат првата помош, така што навистина се во состојба да спасат човечки живот до доаѓањето на брзата помош. Значи ние не сме брза помош, него ние сме прва помош до доаѓањето на брзата помош. Така да таа сублимација и таа релација се надевам дека преку овој центар ние ќе успееме да ја зајакнеме. Меѓутоа овој центар нуди и други обуки, значи не е само за возачи. Ние сакаме, значи, да зборуваме за
обука за бебиситерки, потоа обука за луѓе кои што управуваат пловен објект, потоа прва помош за идните родители, мајки, татковци, како да се грижиме, и прва помош за лица во трета доба во домашни услови, само помош исто така. Има многу луѓе кои што се заинтересирани, значи имавме интересно е дека откако го отворивме овој центар, многу често се јавуваат луѓето и викаат: "Не, напротив, јас ја имам таа диплома, ама јас сакам да научам." Јас сакам да научам заради тоа што пандемијата покажа дека кога сме во изолација и кога сме сами дома, до доаѓањето на брзата помош, која што имаше многу работа со справување со коронавирусот, можеше некогаш и сами да си помогнеме. За некои обични работи нема потреба да ја викаме брзата помош ако сме свесни граѓани и може да се научи. Црвениот крст тоа го нуди. Така, меѓутоа, од друга страна, дали представуваше некаква потешкотија за Црвениот крст да се изорганизира целата оваа ситуација, затоа што ако до неодамна имаше и приватни институции кои што ги дава овие уверенија и часови по прва помош, сега веќе тие немаат таа дозвола, сите кандидати кои што сакаат да полагаат и овие другите за кои што зборуваме, доаѓаат тука во овој центар каде што се наоѓаме, дали тоа повлече и нови вработувања, потреба за нови луѓе кои што ќе ги даваат сите овие часови? Да, секако. Значи, тоа е еден голем апарат кој што на некој начин предизвикува од страна на Црвениот крст дополнителни ангажмани на волонтери, предавачи, демонстратори. Значи, ние направивме дополнителни обуки прво за лекарите и за демонстраторите и во моментот Центарот за обука располага во Скопје со 40 предавачи лекари, волонтери во Црвениот крст и 25 демонстратори. Обуките ги држиме на македонски и албански јазик, во процедура е исто така да можеме да ги држиме на турски и ромски јазик. Значи, тоа е исто така наша идна цел, за да можеме да овој центар го подигнеме на уште повисоко ниво и да биде за сите. И секако значи тука имаме еден тим кој што комплетно работи со организација на тие групи. При тоа мора да ги почитуваме протоколите, така како што може да видите. Имаме паравани кои што се потребни сега во овој период да останат тука. Потоа зборуваме за начинот на кој што се изведува практичната настава со сите тие заштитни средства, дезинфекции, значи се она што е потребно за да човекот се чувствува безбедно кога ја поминува обуката. Од друга страна, сметаме дека не сме организација која што има монопол, напротив, сме организација која што е повикана ова да го прави. Затоа што во нашиот закон за Црвен крст, што го има изгласано парламентот, вели: Црвениот крст е одговорен да направи 3% од населението да го обучи за давање на прва помош. А од друга страна, ние сме членка на референтниот центар во Париз и ние сме единствената организација во државата која што најбрзо доаѓа до новитетите кои што се во моментите во самата реализација на обуките по прва помош. И сето тоа ни дава прво една огромна одговорност како организација да го правиме тоа, меѓутоа нас тоа ни е голема чест заради тоа што сметаме дека конечно во оваа наша мала држава треба да сме одговорни и дека не треба работите да ги правиме проформа, дека не треба работите да ги правиме само заради тоа што треба да ги имаме. Ние тоа си го зацртавме како цел, посебно ми е драго дека тоа државата го препозна. И ние на вистина ќе инсистираме ова да оди се во нагорна линија, заради тоа што само така ние ќе можеме да бидеме една држава која што ќе се стреми кон европските, да кажам, вредности. Така, и имаме уште многу малку време, затоа сега јас би ве прашала која е разликата на часовите за прва помош за возачи и бебеситерки кои што ги спомнавте, или за часовите за помош на стари лица. Има ли некоја разлика или прва помош си е прва помош? Не, има разлика. Заради тоа што да кажеме во делот на обуката што е за идни возачи, повеќе се фокусираме на повредите кои што се случуваат во текот на сообраќајот. Во делот на старите лица тука повеќе нели се прави проценка за тоа што е потребно во домот за тие лица. Исто така, значи посебни обуки се тие како да се даде прва помош на бебиња, на мали деца и секако пловните објекти тука се исто така комплетно различни, затоа што тука имаме исто така сите имаат нека основа, меѓутоа имаат специфики и затоа постојат посебни курсеви и постојат посебни обучувачи за таа област, затоа што тука влегуваат и обуките за работни организации кои што исто така се многу важни. И кога сите тоа ќе се собере, сакам да кажам дека навистина еден голем апарат на луѓе кои што работи, затоа што треба да се изработат и прирачници, тестови за проверка на знаењето. Значи навистина јас ги охрабрувам сите ова да го сватат како нешто што не е задолжително, меѓутоа дека е важно за нив лично како особи, како луѓе кои што се во една голема заедница. Ние мораме преку првата помош како и преку крводарителството да си помагаме
помагаме самите себе си. Јас верувам дека оваа порака ќе ја сватат нашите гледачи, затоа што токму и затоа го правиме овој разговор, за да пренесеме убава порака и конечно сите да станеме и подобри луѓе за себе, меѓутоа и за останатите. Па можеби и не мора да бидеме бебиситерки, може и да си дојдеме, да научиме нешто повеќе како да му помогнеме на оној кој што ќе биде најблиску до нас во ситуација кога му е потребна помош. Сузана, јас ти благодарам за денешното гостување во утренски брифинг. Надевам дека следната година повторно ќе се видиме на овој издатум кога ќе славите 30 години од осамостојувањето. Да, ти се надевам дека ќе биде се добро. А ние завршуваме со разговорот во Центарот за обука за прва помош. Следуваат вестите.